Сојузот на борци од општина Кратово секогаш се во тек со историските настани и со пригоден начин ги одбележуваат, се со цел да се присетиме на најзначајните датуми од бурното минато на македонскиот народ. Со положување на свежо цвеќе пред спомен бистите на Павел Шатев, Тоше Кукоски и Ове Гичев беше одбележено првото ослободување на градот Кратово во далечната 1944 година. Историчарот Миле Марковски, воедно и претседател на Сојузот на борци од општина Кратово, пред да спомен костурницата одбележа историски час. Учениците од Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски и учениците од Општинското училиште Кочо Рацин од општина Кратово презентираа своји лични творби. Да го погледнеме прилогот. Општина Кратово го одбележа денот на првото ослободување на градот во далечната 1944 година, иако траела само еден ден. Сојузот на борци од општина Кратово, граѓани од општината, децата од градинката Царка Андреевска, од Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски и учениците од Општинското училиште Кочо Рацин положија цвеќе пред борците Павел Шатев, Тоше Кукоски и Ове Гичев, борците кои го дадоа својот живот за слободата на овој град. Пред спомен костурницата историчарот Миле Марковски и претседателот на Сојузот на борци од општина Кратово одржа историски час. Беа прочитани и прекрасни поеми. Една педа сино небо, кога сум во срцето на мајката земја Македонија, кога нејното срце македонско, маченичко, искрвавено се слева со мојата крв. Млада, врела и бунтовничко желна за вечна слобода, а срцето, телото и душата слободолюбиви се покриени за мојчинскиот превез од македонската земја. Ве молам и ви благодарам, подарете ми малку. Само малку една педа, сино небо, небо македонско, слободанско, кој ми е најмил и најголем цветен спомничен поздрав. Ви се заблагодарува вашиот борец кој почива тука во оваа земја Македонија. Браво! 5 април. Тивко е. Тука сме, а како да не сме. Стоиме молчејки, ако можеме да го чуеме вашиот глас, вашите зборови, вашата приказна. Малку е цвеќето, малку е зборот благодариме за вашата храброст, за вашата младост, за вашиот живот. Малку е, но доволно е што сме овде, пред вашиот вечен дом, за да се заблагодариме. Згасна вашиот живот, млад живот. Пушката остана во тревата, патот недооден, желбата неисполнета, очите отворени, за да ја дочекаат слободата. Благодарни сме што постоиме, се радуваме, живееме, 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 да сме живи и здрави. 25 април, еден од пролетните убави денови, ден за паметење, ден да не се заборави. Април е, пролет е, убавина за сите нас. Физички не сте тука да ја поделиме радост, но може би го чувствувате мирисот на расцветаните дрви, на расцветаното свеќе. Може би ја слушате песната на птиците во мигот. Смејата на разиграните деца, нашето присуство може би. Нашата радост надалеку допира, нашата песна надалеку се слуша. Со насмевка и спокојство на душата дојдовме и ќе се вратиме спокојни во домот свој. Да се радуваме со семејството, да се радуваме за слободно Кратово. На пролетта, на сонцето, на птиците. Традиционално, 25 април го одбележуваме како ден на првото ослободување на нашиот град Кратово, далечната 1944 година, во периодот на водењето на она наша народно-ослободителна војна во Македонија, па и во целиот свет може да се каже. Кога бев млад, во сеќавање ми остануваат успомените на импровизираниот напад на Кратово. На овој ден, во 4:20 утрово, излегуваме се делиме на 3 групи во градот и од тогашниот војни оси добиваме пушки и оние меци, ученички ќорци ги ние викаме, и со нив 4:20 покаме го ослободуваме Кратово. Сега тоа го нема, но сепак локалната заедница и општинскиот одбор на Сојуз на борци и граѓани продолжувачи на придобивките од НОП секоја година го одбележуваат овој ден како за нас
за наша локална историја, па и за национална значаен датум. Бидејќи Кратово, не само што е ослободено Кратово 25 април, мада е еден ден, но значајно е што е прв град во Република Македонија кој што е ослободен во овој период. Сметам дека треба на ова дато повеќе внимание да посветиме, да биде помасовно, зашто тоа е нашата историја. Тука се создава нашата независна Република Македонија, први како составен дел, составна федерација, сојузна држава во рамките на Југославија, а сега како самостојна Република Македонија. Така да, ова наша земја, навистина секоја педа натопена со крв, ние треба да си ја сакаме и да си ја чуваме. И на крај ви благодарам што не следите и не следите нашите активности преку Општинска организација на Сојуз на борци.